Да, и одиме со вториот гостин во студиото, кој што веќе ни пристигна, Кире Денов од Браво Бенд, а со него ќе говори колешката Ирена. Во фокусот е најновата песна "Да не полудам". Добре дојде, Кире, како си ова утро? Добро ве најдов, добро сум. Да не полудам во фокусот на вашиот разговор, ќе заокружиме убава музичка дружба. Пред да започнете со разговорот, да понудам нешто за пиење. Јас сум окей, имам вода. Тоа е Добро. доволно. Ви благодарам. Ете, како што каже колешката, Кире Денов е ова утро заедно со нас. Меѓутоа да откриеме дека Кире ни допатува од Штип, специјално да. за ова утринско гостување. Не е многу утрински човек, меѓутоа специјално за нашата програма, за нашата утринска емисија. Ете, ранобуден ова утро, безбедно си стаса овде во телевизија Алфа. Кафе, чајче, не пиеш обично, Кире, како ти започнува утрото? Обично прво се расонувам и првите неколку минути ги минувам сам со себе. Так. Може само вода наутро и потоа продолжувам со работни активности. Ете. Не сакаше ни кај нас, ни надвор од студиото, ни кафенце, ни чајче, ама затоа сега ќе си имаме еден убав муабет. Поводот ни е новата песна, најновиот спот кој што веќе еден месец се врти, да кажам, по YouTube и по телевизиите, "Да не полудам". Меѓутоа да се започнеме со ред. Јас сакам малку сега на гледачите да им кажам дека далечната 91 година, на Златно Славече, на твоја 7-годишна возраст, започнува твојата кариера, да кажам. Така е, да. Со песната "Лето" од маестро Александар Џамбасов. Така е, да. Од тогаш па наваму се школуваш, значи професионално свириш пијано, контрабас, Да. а сега во Браво Бенд вокал и Бас-гитара, бас-гитара. Ете така, значи сите инструменти, школуван музичар. Како се движи твојот музички пат? Па така, случајно на најмала возраст ме откриваат дека сум талентиран. Започнувам со Златно Славече, потоа учам ниžо основно музичко училиште во Штип, средно музичко училиште во Штип, потоа се запишав тука на факултетот во Скопје, учев 2 години тука, потоа се префрлив во странството, се дошколував. Кога се вратив назад, имав желба, затоа што цел живот свирам поп, рок, музика, џез музика слушам, имав желба да се запишам на инструментот што го сакам, па се запишав повторно на факултет и завршив џез студии на контрабас. Така да, тоа се моите школски патувања, нели? Така. И потоа од 7-годишна возраст па се до ден денес секојдневно значи си во музиката, Музички бидејќи активен, си да. дел од Браво Бенд. Браво Бенд постои 22 години. Така е, да. Меѓутоа оваа сегашна постава на Браво Бенд е втората постава, значи Да. веќе 15 години сте заедно. Така е, да. Она што е интересно за вас е еден интересен спој, да кажам, од различни градови од Македонија. Да. Не сте сите штипјани, туку од различни делови на Македонија. Формирате бенд и имате проби во Скопје и во Штип. И во Штип, Да. така. Ајде малку Еве, за ќе ги овој поздравам состав, сите, ќе ги кажам нели членовите на Браво Бенд и ќе кажам кој од кој град е. Гитара Александар Трајанов, ние го викаме Кута. Тој е од Кочани. Мирослав Милковски клавиатури од Проби Штип. Дејан Младеновски бубњеви од Скопје, од Ѓорче. Драган Младеновски труба од Скопје и јас Кире Денов од Штип. Од Штип. Кај сте Значи- популарни, во Скопје или во Штип? Па На да бидам секад, искрен, на секад. најверојатно затоа што Скопје е најголем град, најмногу настапуваме во Скопје, но настапуваме секаде. На пример, во последно време можам да кажем и да забележам дека во пограничните градови на краевите на Македонија има најдобра забава. Значи, таму поминуваме најдобро и често сме и таму. Да, Вики, знаеш што е многу интересен момент и јас сакам да го споделам и со тебе и со нашите гледачи. Се менуваат сега некако навиките на младата публика. Тоа Кире ми го кажа во непосреден разговор пред да влезем овде во студиото. Еве, ти си помлада од мене и ќе кажеш. Прашав, која музика сега најмногу се слуша? Сега се слуша онаа музика од 80-тите, од 90-тите години, значи јас слободно ќе си кажам музиката од моето време. Се враќаат. Кога од раснев нашето јас, детство. да. Меѓутоа, забавна музика. Оливер Драгоевич, Мишо Ковач, Ѓорѓе Балашевиќ, така? Да, Таа музика можеби сега тој тренд повтори. сега- Тие се моите и омилени, ми ги погоди. Ето. Можеби тој тренд сега се наметна и поради популарноста на Јаков Јозиновиќ. Тој им ја врати таа музика на овие најнови генерации, на овие млади сега. И на нашите настапи многу добро поминува таа музика. Значи, Кире, ние претходно сме ги евергримите, свиреле, македонските евергрими, така, Да, и македонската македонски музика евергрими, од да, точно. 80-90 години. Точно да. Колку е тешко да се направи баланс помеѓу тоа што го бара публиката и она кое што се наметнува, знаеш, како од страна од... Искрено е тешко.
Но ние користиме, како да кажам, некои термини во склопот на нашите настапи, кога ќе ги загреваме, им сервираме тоа што ние сакаме. Потоа, кога ќе бидат загреани, за да кулминира атмосферата, ќе им го отсвириме тоа што го сакаат. Така. И така правиме баланс. Кире, покрај ова што си член во Браво Бенд, да кажеме дека твојата работно место е во Домот на млади во Штип. Така е, да. Така, тука си на работа. Веднаш од емисијата се враќаш за На Штип работа, назад да. на работа. Она што сакам да споделиме е дека навистина имате голем број на настани во Домот на млади. Да. И убаво е што токму младите се афирмираат од тој дел на Македонија. Да. Секоја година правиме најмалку по 3-4 големи концерти. И нормално таму негуваме македонска култура и обавезно се присутни бендови, млади бендови, демо бендови, но и популарни бендови. Можам да кажам дека во последните години настапија сите најпознати имења во Македонија, например, концерт правеа Меморија, правеа Нокаут, сите, комплетно сите што се од 80-тите па наому на естрадата, ако се уште активни, имат настапено со големи концерти во Дом на млади. Еве и сега летоска планираме исто 3-4 големи концерти. Задолжително неколку години поред ги каниме джез оркестарот, нели новоформираната институција. Да, национален джез оркестар. ЗДЖМ тие се постојани гости со настапи, со нив настапуваат познати пејачи како Андријана Јановска, пример, и други. Изведуваат шлагери, джез стандарди и така. Да. Дека откриеме ли нагледачите дека приватно слушаш джез музика? Така? Да, секако. Джез и рок? Поп-рок музика, да. така. Така ја започнав и кариерата на најмлади години, нели, со свирење рок-н-рол, рок музика, поп музика и така. Приватно, ајде на настапи, да кажеме, настапувате на секаде низ Македонија, барани сте. Сега е период на матурски, на свадби. Ми кажавте дека идниот викенд, па и овој викенд сте и минатиот викенд кога се договаравме за овој разговор сте ангажирани комплетно. Како кажавме што се слуша сега, што е најактуелно. Како постигнувате се? И што можеби Кире слушаш приватно вака? Што си подпевнуваш кога си по дома? Приватно не подпевнувам затоа што го одмарам грлото за да биде спремно за следниот викенд, но слушам музика, најчесто слушам онлайн радија, што имаат поп музика, зависи од расположение, джез. Кога се возам со кола, а често патувам, многу сакам да слушам chill out музика. Значи нешто што е инструментално отсвирено, без текст, да ми свири во позадина. Тоа во тоа сега уживам. да се навратиме повторно на Браво Бенд. Вие имате 22 години искуство и 22 години постои бендот, имате 2 соло албуми зад себе и многу сега синглови, така? Да, над 10. Да, малку околу соработката со кој ги пишува вашите песни, вашите композиции, дали е тоа ваше или си имате соработка со композитори, текстописци, аранжери? Низ кариерата, дел од членовите сите скоро имаат напишано песна за Браво Бенд, и старите, и сегашните, а во последните, еве можам да кажам за последните 4-5 песни, ги прави, оваа последната е моја, сега што ја промовираме, а соработувавме со Сале од Тропико, пример, неколку песни снимевме за српскиот пазар, беа на српски јазик, а предпоследната песна беше од Весна Малинова, а ја препеавме на 2 јазика, значи и на српски и на македонски. И таа беше наменета за тој пазар. Значи беа издадени преку Гранд продукција. Така да имаме и на српски, тоа не е чудно за Браво Бенд, уште на почетокот на кариерата и првата постава има настапувано на фестивали низ регионот, така да. Нешто кај нас настапи на наши фестивали, имате нешто во план? Последно настапивме на Макфест и од тогаш не сме настапували. Која година беше тоа? Тоа беше 2015. Значи, многу одамна веќе, да. Многу одамна. Кире, обично бендовиве ги викаат и во диаспората да настапуваат. Вие како стоите со настапите таму? Имаме доста настапувано настрана. Во последно време, последните неколку години, се движиме тука поблиску. Значи, бевме до Србија, Бугарија, но нагоре, нека Германија, Италија, имаме настапувано пред 3-4 години. Сега скоро не сме биле. Имавме понуда за оваа година. Некако надвор повеќе се цени македонската музика и македонските артисти, музичари. Па, искрено така е. Кај нас е некако чудно, биографијата мораш да ја пополниш со нешто на страна, за потоа да бидеш признат и ценет дома. Тоа и на најголемите наши звезди им се има случајно во кариерите.
А во врска со свирењето настрана, обично тоа се настапи на наши иселеници, на луѓе што се од тука по потекло и живеат таму. Така. И тие најискрено не прифаќаат затоа што им недостасуваме искрено. Така. Затоа не така отворено прифаќаат и не канат да одиме. Време е сега малку да си позборуваме за новата песна, Да не полудам. сингл, да. Што символизира овој наслов? Па тоа е дел од текстот инаку е љубовна приказна. Така. Љубовна Значи, убава приказна за една љубовна. изгубена љубов. Тоа е приказната Чиф на е текстот песната. кој го напиша? Текстот и музиката се мои, да. Тој комплетно. А Да. спотот сте целиот тимот Браво Бенд. Вие имате и соработници, нели? Да, спотот е на Ѓорги Вацев, а моделите се Макс Моделс, девојката и двајцата момци, и ние сме само како статисти во овој спот. Претходно во сите спотови се појавувавме како свирим или нешто, овој пат решивме да бидеме само онака. Глумци. Атмосфера, Колку е да. предизвик денес да се создава своја собствена авторска музика во морето на многу музика, во морето на многу музичари кои што никнуваат? Искрено е многу голем предизвик, затоа што заради брзината на времето и скролањето на телефоните, песните можат да поминат и незабележено. Да. Единствено тука ни помагаат овие стандардните медиуми, како вас, па да стигнеме до поширока публика, за тоа да биде приметено. И вие бараат ли после песната на настап? Да, оваа песна веќе на претходните настапи ја пеат. Песната, Значи поминала направо. да, поминала, и тоа се гледа и по гледањата на YouTube, на нашиот YouTube канал. Песната е доста гледана за македонски услови, тоа е доста задоволително. Супер. Еден месец, значи веќе Да, како еден што месец, се врти да. песната и добро е тоа што веќе и текстот е научен и знаат луѓето да ја Рефренот препознаваат. сигурно, да. Целта е постигната, па затоа Да. се создава Да. авторската Ќе музика да откриеме остави малку трага. за што се работи, кажа дека е љубовна, ама пред да го слушнат гледачите и да го видат спотот, еве ние веќе си го гледаме. Зашто се работи да не полудам? Што е, бидејќи кажавте тројца, нели претпоставуваме дека е да не полудам, претпоставувам дека е сега момчето или девојката го остава момчето, така Да, ли е нешто? така е. Девојката го остава, тој пати по неа, ја гледа со друг дечко, тоа го има и во спотот. И така со другарите си седи и повреден бара да му дода пијалак за да ја заборави. Така. Тоа е Ќе го приказката. погледнат гледачите спотот, еве уште неколку Во минути такви додека да љубовни се приказни одјавиме. се препознаваме сите. Па да, текстот искрено ми е многу стар. Ми стоеше во телефон многу време. Кога дојде ред да снимиме песна, јас им го покажав на колегите на една проба. Добар е, малку го преработивме, заедно, нормално. Направивме мелодиска линија. Идејата беше моја, аранжманот е на Дејан Ѓоргиевски Дзене, да го поздравам, да не го заборавам. Тој ја заврши најголемата работа и даде на песната еден модерен звук, нешто како шлагер, Душа и нешто да, душа. Буквално аранжманот е душата, а повторно да го има тој Браво Бенд шмек, јас ќе кажам, затоа што ние постојано свириме и фолклорна македонска музика. Во неа преовладуваат и народни мотиви, нешто што може да се слушне и на нашите настапи. Песните ви се во поп ритм повеќе или низ Најголемиот годиниве? дел песни се поп песни. Добра. Меѓутоа имавме за српскиот пазар и една што тотално, да кажам, смрди на фолк. Мириса, да. А кажи ми, како бевте прифатени тамо, на српскиот пазар? Добро Бидејќи гостувавме. тамо има навистина море од, како што кажи колешката Викторија, море од музика, многу повеќе од овде, така? И музичари, и да, бендови. они имаат доста развиена музичка индустрија и специјализирани телевизии за тоа и затоа и произведуваат такви звезди. Некои се инстант, ама некои траат. Така да Кире, одите ли по свадби, по оние прослави Да, кои што сега се да. случуваат, матурски прослави? свадбите се задолжителен дел од нашите настапи. Најголемиот дел од годината сме ангажирани на приватни прослави. Еве сега овој викенд 2 свирки, 2 свадбени прослави ќе свириме овде во Скопје. Следната недела е недела на матурските. Значи ви Да. почнува сезоната. Да. Свириме тука во Скопје матура официјална на училиште, во Тетово свириме 2 матури. На Така училиште. да, на училиште, да. Ете. Значи, младите ги бараат, средношколците ги бараат, Да. Бараат бидејќи Браво сте- Бенд. се тие кои што доаѓаат на вашите Настапи, да. настапи. Што е следно? Што е идно, да кажам? Летово како ќе ви помине? Претпоставувам работно. Еве, матурските ќе завршат, свадбите се нон-стоп, нели? Како го планирате летово? Останувате овде работно во Македонија? Да, Одите, имате цело малку лето ќе простор бидеме за тука одмор? во Македонија ангажирани, единствено се договараме кој викенд ќе го ослободиме и тоа ќе биде еден викенд во јули,
кога ќе одиме на одмор и ние со фамилиите. И понатаму продолжуваме се до крајот на октомври, почетокот на ноември. Тогаш кога ќе стивне работата од премногу ангажмани, мислам дека повторно ќе се смириме, ќе седнеме и ќе направиме уште една нова песна. Нова песна, значи имате веќе нешто имаме планови, има нешто во идеја, во фиока, нешто во телефон за бараме? Како идеи имаме многу и од тие ќе одбереме една и ќе направиме. Повеќе балади или повеќе модерна музика со побрз ритам? Последните неколку беа малку побрзи, можеби ноември е баш прав период за една убава балада. Кире, многу ти благодарам што беше наш денешен гостин. Се надевам, Иренче, дека ќе ги посетиме и на некој нивен настапи, дека ќе уживаме со музиката, а вие сега ќе си го најавите спотот и полека ќе заокружуваме овде. Така и да ја завршиме, да одјавиме емисијата. Благодарам што допатува од Штип. Посакувам уште многу музика, многу настапи.